Gülüm lun gone dromena sa malagilem bahtale romena sa Шукарат. Добра вечер. Да ви се представам, јас сум Шена Симер од Сдружение на граѓани Рума Верзитас, денес во улога на модератор на овој наш заеднички ораторски настан. Оваа година е посебно значајна за нас како Рума Верзитас, бидејќи обележуваме 20 години постоење и за цела румска нација, бидејќи денес чествуваме 50 години од првиот ромски конгрес, каде што се поставија темелите на ромите како нација. Рума Верзитас, кој е дел од граѓанското движење Аваја, во своето 20 годишно постоење креираше критична маса на млади роми лидери кои денес се на видни позиции во нашата држава. Меѓународни организации, државни институции, невладини организации кои секојдневно враќаат во заедницата со тоа што даваат значителен придонес во интеграцијата на ромите и го трасираат патот на младите генерации во ромското движење. Токму и на нашите предци во 1971 година, кога ги поставија темелите на нашата нација, ни дадоа аманет тој дух на сплотеност, гордост и храброст да го пронесуваме од генерација на генерација. Може слободно да кажеме дека ромството или ромското движење започнува со обележувањето на првиот конгрес во 1971 година, во близина на Лондон, каде што присуствувале 23 представници од 9 држави, меѓу кои и Шаип Јусуф, Фаик Абди од Македонија. Најголеми достигнувања во ромското движење се токму во првиот конгрес, каде што за прв пат се дискутираат социјалните проблеми на ромите, образование, јазик, култура и војните злосторства. На првиот конгрес исто така усвоена и химната Джелем Джелем од страна на Жарко Јовановиќ. Знамето кое ги представува ромите како национален символ и употребата на терминот ром. Покрај првиот конгрес следеа уште 7 конгреси на кои се дискутираат главните проблеми со кои се соочуваат ромите во Европа. Овие конгреси и одлуките кои се донесени се всушност со уставот на ромската нација и оттука аманетот за нашиот идентитет, јазик од нашите предци и интелектуалци. Мора да го зачуваме и да го пренесеме кон другите генерации. По повод 50 годишнината од првиот ромски конгрес, Рума Верзитас како дел од граѓанското движење Аваја го организира овогодинешниот ораторски настан насловен како Горди роми во слободна Македонија, чест, посвета и храброст. Бахтало, 8 април, сај ромење ко са 100 сумнал. Среќен 8 април на сите роми низ целиот свет. Здравствената пандемија од COVID-19 за жал продолжила и во 2021 година. И оваа година Рума Верзитас не е во можност традиционално да го обележи меѓународниот ден на ромите, како што го обележуваше во последните години. Но затоа, благодарение на упорноста на јавните говорници, се потрудија да ја продолжат традицијата на ораторските вечери по повод Денот на ромите, кои вечерва ќе говорат онлайн од различни градови во Македонија под менторство на доцент Марко Картолица од Правниот факултет Јустинијан I во склоп на Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје и логистичката поддршка од тимот на Сдружение на граѓани Рума Верзитас и националниот тим на Аваја. Денешниот настан е поделен на два дела. Во првиот дел ќе ги проследиме говорите на студентите Филиза Мусовска, Алит Мамудовски, Зера Аметова, Емил Адемовски и Сефер Шакир. Вториот дел ќе биде свечен дел каде што ќе се доделуваат сертификати за ораторите.
Затоа, вклучете ги вашите компјутери и телефони, бидете со нас, затоа што Рома Верзитас мисли на вас. Денес, дел од студентите преку својот говор ќе ги искажа своите ставови, размислувања во врска со сегашните настани, поврзани со зачувањето на нашиот идентитет и со тековните политики и прашања кои критички се анализираа во изминатиот период. Денешните ораторски настапи ќе ги отвори студентката Филиза Мусовска од Битола, студент на Висока медицинска школа при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Втора година ќе говори на темата "Погледни ме во очи и обиди се да ме навредиш". Повели Филиза. Дали знаете што се стереотипи? Дали сте слушнале или сте се соочиле со нив? Може би не знаете што подразбираме под поимот стереотип, но ако сте ром, сигурна сум дека сте ги осетиле на своја кожа. Еве, ќе се обидам да ви дефинирам што подразбираме под поимот стереотип. За во иднина, да немате дилема дека со нив сте се соочиле. Стереотипите представуваат погрешни сваќања кои опстојуваат наспроти податоците и фактите. Стереотипот е контејнер во кој ги фрламе сите припадници на определена група, без оглед на нивните реални поединечни својства. Како такви, стереотипите се штетни појави, бидејќи со нив се развива непријателство, омраза и дискриминација. Таквите штетни појави стереотипите можат да бидат од различен тип. Стереотипи заради социјалната положба, стереотипи заради културата и стереотипи заради нивната раса. Ако сте ром, вие сте одличен кандидат за сите типови на стереотипи. За ромите се нижат стереотипи и заради нивната социјална положба, и заради нивната култура, но и заради нивната раса. Па еве, да започнеме со стереотипите за ромите. Постојано од околината слушаме дека ромите се гнасни, валкани, со искината облека. Да, драги мои сограѓани нероми, признајте дека кога на улица ќе видите некој просјак, питач или бездомник, првата асоциација ви е дека станува збор за ром. Наместо да размислувате како на тој човек да му помогнете, вие сте обземени со стереотипи дека станува збор за ром. Наместо да му го спасите неговиот живот, вие со вашите стереотипи одлучувате да уништувате животи на други луѓе. Полни сте со стереотипи и кога во вашиот дом ќе се случи некоја кражба. Ромите ви сте дежурни виновници. Веднаш знаете да кажете: абе, мора некој цигани, роми да ти го крале точакот. Тие се лажговците и кратците во ова општество. Ви звучи ли ова познато, драги мои сограѓани? Бидете искрени и признајте дека барем еднаш во животот сте имале ваква случка. Или па кавга, која на крајот сте ја завршиле со познатата изрека: лажеш како циган. Секојдневно ни со други се лажете, но за вас, ние ромите сме патолошки лажговци. Лажговци кои се самите виновни за својата состојба. Постојано околу мене слушам ставови: не бе, џабе инвестира државата во нив. Нив во генот им е да не сакаат да учат, да не сакаат да работат и да не сакаат да напредуваат. Тоа е, такви се по природа. Незаинтересирани, мрзливци и глупи. Па затоа се невработени, сиромашни и неписмени. Нив паметот им е само во гатање, веселби, правење деца и живење на туѓ грб. Тоа е, такви се ромите. Врти сучи, сите се исти. Епа, драги мои сограѓани, и јас сум ромка. И еве, денес стојам пред вас и сакам да ве прашам: дали ви изгледам навалкано и смрдливо? Дали мојата облека е валкана и скината? Дали, според мојата облека, можете да ја судите и мојата душа? Ајде, погледнете ме во очи и обидете се да ме навредите. Ајде, обидете се. Стојам пред вас и сакам да ве прашам: дали јас, студент на медицина, ви изгледам на необразована? Дали јас, Филиза, која завршила основно и средно училиште со одличен успех, се запишала и студира на медицинскиот факултет, може да биде етикетирана како неписмена само заради податокот дека е родена како ромка? Сакам да ве прашам, вие што ги користите овие стереотипи, ќе бидете ли спремни на ова необразована
неписмена и глупава ромка, која денес стои пред вас еден ден кога со многу труд, знаење и посветеност ќе стане докторка да ве лекува вас и вашите деца. Веднаш да ве разочарам, драги мои сограѓани. Можеби нема да знам да ви гатам, но верувајте, ќе знам да ви ја препишам точната терапија, бидејќи сум паметна, темелна и посветена личност. Посветена личност која со години бесплатно волонтира во најразлични невладини организации за подобрување на социјалната, економската и здравствената состојба на најзагрозените граѓани во овој општество. Вие, само заради незината ромска етничка припадност, ја нарекувате мрзлива и неработник. Погледнете ме во очи и кажете ми дека членовите на моето семејство се крадци, мојот татко, мојата мајка, мојот брат. Моите херои кои се во животот постигнале со тешка, чесна и макотрпна работа. За вас се краци само поради податокот дека се роми? Луѓето кои секогаш ме воспитувале да не ги делам другите луѓе според нација, боја, религија, образование, пол, пари. Бидејќи сите луѓе сме исти, создадени од крв и месо. Вие одлучувате да ги нападнете со стереотипи, предрасуди и дискриминација. Не напаѓате со предрасуди, стереотипи и дискриминација, а во исто време се фалите пред светот со кралицата на ромската музика, Есма Реджепова, со виртуозот на саксофон, Ферус Мустафов, со кралот на трубата, Џамбо Агушев, со шампионот во бокс, Вели Мумин. Па сакам да ве прашам, дали за вас и овие луѓе се неписмени, необразовани, лажговци, мрзливци, цигани? Не, драги мои сограѓани, тоа се успешни, паметни, посветени, горди роми. А верувајте, такви нема многу. Студенти, правници, економисти, доктори, државни службеници. Нормални луѓе, исто како вас. А сепак, на крајот на денот, етикетирани, дискриминирани и навредувани. Па доста веќе со стереотипите, предрасудите и етикетирањата. Тие повредуваат, навредуваат и го уништуваат животот на ромите. Затоа, денес стојам пред вас и ве повикувам, заедно и справено, гордо и храбро да застанеме против предрасудите, етикетирањата и стереотипите, кои водат кон омраза, дискриминација и непријателство. Знам дека предрасудите, стереотипите и етикетирањата тешко изумираат во едно општество, но исто така знам дека никој не се раѓа со предрасуди, стереотипи и етикетирања. Тие се учат од општеството, а тоа ми дава надеж дека можат да се одучат, осудат и заборават. Цврсто верувам дека ќе дојде време кога вистината за ромите ќе победи. А оние кои ги говорат овие стереотипи ќе останат посрамени, поразени со наведната глава. Затоа ви велам, погледнете ме во очи и кажете ми, дали сте со мене во борба за вистината или сте во тимот на поразените и посрамотените? Чекам одговор. Благодариме, Филиза. Стереотипите, етикетирањата и предрасудите се опасни појави во секој општество, бидејќи шират омраза, непријателство и дискриминација. За жал, ромите секогаш се изложени на вакви појави. Заради вакви стереотипи, предрасуди страдаат сите роми во нашето општество. Говорот на Филиза јасно покажува дека стереотипите за ромите водат кон погрешни заклучоци. Нашите сограѓани треба да знаат дека во ово општество постојат роми кои се образовани, културни, паметни и успешни. И токму ваквите роми ќе бидат во првите редови во борба против етикетирањата, предрасудите и стереотипите, бидејќи таквите појави во нашето општество ги уништуваат животите на сите роми. Вториот оратор е Алит Мамудовски од Кичево, студент на насоката радиолошки технолог при Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Прва година ќе говори на темата или ќе се попишеме или ќе се отпишеме. Повели Алит. Попис. Операција која треба да доведе до пребројување на населението во една територија.
пребројување на населението според етничка припадност, верска припадност, јазична припадност, образование, пол, возраст и така натака. Навидум статистичка операција која треба да доведе до реална бројка за структурата на населението во една територија. Но за нас ромите секогаш повеќе од статистичка операција. Операција која за нас ромите секогаш носела принуда, срам, страв, манипулации, лојалност. Операција која за нас ромите никогаш не ги покажала точните бројки, туку служела за наша асимилација и претопување во интерес на други групи заедници. Па така, ве повикувам да се вратиме уште во времето на Османлинското царство. Понатоците говорат дека и тога султанот ги принудувал ромите да се попишуваат како турци. Сличен однос кон ромите имале и кралевите и кралиците на Австро-Унгарската империја. Познати се приказните дека во времето на кралицата Марија Терезија ромските деца биле насилно земани од своите фамилии и давани на австријски и унгарски фамилии со цел да го зголемат бројот на австринци и унгарци, а да го уништат ромскиот народ и идентитет. 20-тиот век пак беше ужасен за нас ромите. Токму овај век не ги подари логорите и масовните убиства на ромите од страна на фашистите и нацистите. Кај нив, намалувањето на ромите во нивните општества одеше крваво и животински. Но по и фашистите и нацистите, сведоци сме дека во 20-тиот век разни држави пристапуваа кон насилно именување на ромските имиња и презимиња, кон забрана на ромската култура, ромската традиција, ромската облека. За жал, светската историја ни говори за тажни приказни, за различни обиди и начини за намалување на ромскиот народ. Да не се лажеме. Такви обиди и начини историјава бележи во нашава држава. Ајде да се вратиме да ги прогледниме бројките на ромското население во претходните пописи во нашава држава. Во 1981 забележуваме бројка од 42.125 роми. Во 1991 таквата бројка се зголемува и достигнуваме бројка од 52.103 роми. На наредниот попис 1994 година, 3 години подоцна, таквата бројка се намалува и достигнуваме 42.707 роми. Па го поставувам прашањето. Каде исчезнуваат речиси 10.000 роми за 3 години? Во 2002, на последниот попис, бројката е слична со бројката од 1991 година. 53.879 роми. 20 години, а бројките се вртат во круг и круг и круг. Па веројатно и од авион може да се забележи дека немаат логика ваквите бројки. Веројатно и од авион може да се забележи дека за ваквите бројки стојат принуди, подкупи, манипулации, кои на крајот од денот треба да доведат до намалување на ромскиот народ, а зголемување на другите групи во нашата држава. Таквата операција државата ја возможува со мал број на роми попишувачи, со молчење на притисоци и затворање очи на подкупи. Очигледно и нашава држава има корист од креирање на нереална слика за бројката на ромите во Македонија. Но да не се лажеме. Операцијата намалување на бројот на ромите во 21. век се одвива многу посуптилно. Таа операција започнува многу пред почетокот на пописот. Таквата операција се нарекува ширење на стереотипи, предрасуди и чувство на ниска вредност кај ромите. Во таквата операција секојдневно сме сведоци на навреди, закани и пцуења кон ромите. Некој ќе праша што е целта на таа операција. Па целта на таа операција е многу јасна. Да се предизвика кај ромите срам од податокот дека треба да се изјаснат како роми, да се натераат ромите самоволно да се попишуваат како нешто друго, само да избегнат дискриминација. Да се натераат ромите самоволно да се попишуваат како нешто друго, само да се заштитат од насилство. Да се натераат ромите самоволно да се попишуваат како нешто друго, само да обезбедат подобар углед, подобра работа, подобри можности. И навистина таквата операција дава успеси. Добар дел од ромите на денот на пописот заради овие причини одлучуваат да се декларираат како турци, албанци, македонци, но не и како навистина она што се роми. И еве, 2021 година, после 20 години се наоѓаме пред нов попис. Нов попис, а исти чувства, принуда, срам, лојалност. Па сакам да ве прашам вас, во која група сте вие, во принудените, во засрамените или во лојалните?
Јас сум во лојалните и ве повикувам да ми се приклучите. Да ми се приклучите затоа што имаме долг кон нашите предци. Зарем нашите предци го дале нивниот живот за да ние денес се срамиме од ромската припадност? Или да ја продаваме за шака пари? Ако они можеле да пркосат на султани, кралеви и кралици, фашистички и нацистички армии, тогаш и ние денес можеме гордо да застанеме и да се изјасниме како роми. Тоа е најмалку што можеме да го направиме за нивната жртва. Затоа, мој народе, дајте да покажеме она што сме. Се работи за еднината, за сите нас. Бидејќи во Македонија, бројката игра голема улога. Првичната и соодветната застапеност во јавната администрација се спроведува според бројките од пописот. Доколку овој попис ја покаже точната бројка на роми во Македонија, тоа ќе значи повеќе работни места во јавната администрација за роми, повеќе роми наставници, повеќе роми професори, повеќе роми доктори, повеќе роми полицајци. Потребни се реалните бројки за да може државата да ја креира реалната политика. Доколку бројките се лажни, тогаш и владините политики во областа на вработувањето, инфраструктурата, здравството, образованието ќе бидат лажни. Едно е да креираме политика врз база на податоци за 50.000 роми, а друго е да креираме политика врз база на податоци за 100.000 роми. За 50.000 роми ќе имаме далеку помалку училишта, помалку болници, помалку вработувања, помалку патишта, отколку за 100.000 роми. Треба да сватеме, колку сме повеќе, толку сме помоќни во сите сфери во општеството и политиката. И затоа време е за реален попис. Време е за попис на кој ромите гордо ќе се декларираат како роми. Време е за попис кој ќе ги отвори вратите против борба за дискриминација, сегрегација и асимилација. Време е за попис на кој ќе кажеме не за подкупи, не за манипулации, не за принуди, не за страв, не за страв. Време е за попис на кој ќе кажеме да за повеќе роми полицајци, да за повеќе роми доктори, да за повеќе роми професори, да за подобар живот во ромските населби. Време е да ги поставиме основите на нашата иднина. И затоа гласно ви велам, или ќе се попишеме, или ќе не отпишат. Одговорноста е на нас. Благодариме, Алит. Историјата ни говори дека секогаш постоеле манипулации кога станува збор за бројката на ромското население. Султаните, кралевите, кралиците, државите секогаш на своите пописи го намалувале бројот на ромите. При тоа за намалување на бројот на ромите низ историјата се користеле секакви техники. Принуди, подкупи, срам, страв. Проблеми со нереалната бројка на роми може да се забележи на сите пописи во нашата држава. Сега се наоѓаме пред нов попис. Алит ни упатува порака дека е многу важно ваквиот попис конечно да донесе до реална бројка на ромите во Македонија, бидејќи реалната бројка ќе доведе до многу повеќе бенефиции за ромите и до многу подобро креирани политики за ромите. Реалните бројки ќе доведат до подобра иднина за ромите во Македонија. Третиот оратор е Зера Аметова од Скопје, дипломирана медицинска сестра на медицинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје. Ке говори на темата виновници или победници. Повели, Зера. Во социјалната џунгла на човечкото постоење нема простор да се биде жив без чувството на идентитет. Вели психоаналитичарот Ерик Ериксон. Верувам дека сите знаеме што значи зборот џунгла. Верувам дека сите знаеме што значи да се биде жив. Верувам дека сите знаеме што значи човечко постоење. Но не сум сигурна дека сите знаеме што значи зборот идентитет. Дефиницијски зборот идентитет представува збир на сопствени карактеристики на поединецот или на заедницата. Денес, јас, Зера Аметова, стојам тука пред вас и ви велам дека сум дел од етничкиот ромски идентитет. Да, јас сум ромка со богат идентитет. Но дали вие го знаете ромскиот идентитет? Дали сте свесни дека тој ромски идентитет треба да се негува за да обстои? Дали сте свесни дека на ромскиот идентитет му се заканува исчезнување, а со тоа воедно ќе значи исчезнување на ромите? Затоа немаме право да молчиме, туку треба да го кренеме гласот и да ја лоцираме вината за ваквата состојба. А вината е насекаде околу нас. Па да започнеме. Вина за ваквата состојба има државата, системот. Поставувам прашање.
Што прави нашата држава за обстанокот и развојот на ромскиот идентитет? Впечатокот е едноставен. Апсолутно ништо. Па како да имам друг впечаток кога нашата држава не им обезбедува национални културни институции на ромите? За нас ромите, државата смета дека нема потреба од културни домови. Домови кои што ќе имаат за цел да истражуваат и заштитуваат ромската култура, историја, обичаи. На таквите професионални културни домови може многу да им помогнат и музеи посветени за ромската историја, ромската облека, ромската музика, ромската традиција. Но реалноста говори дека немаме ниту музеи, ниту културни домови посветени за ромскиот идентитет. Поразителен е податокот дека немаме ниту меморијален центар посветен на страдањата на ромите во Втората светска војна. Па поминете ни центарот на Скопје, ќе погледнете огромен меморијален центар посветен на Холокаустот над евреите. Сакам да прашам, каде е меморијалниот центар посветен на Холокаустот врз ромите? Зошто на секој 2 август да не се одбележува и сеќава на Холокаустот на ромите во меморијален центар на ромите? И сосема е логично да ги поставам овие прашања, бидејќи да ве потсетам, и ромите, а не само евреите, беа дел од настраданите во Холокаустот. Ама одговор на моите прашања нема. Страдањата на ромите не се важни во оваа држава, исто како што не е важни потребата од професионален ромски театар. Може државата да инвестира во македонски, албански, турски театри, но не и во ромски театар. Па знаете, и ние ромите понекогаш сакаме да одиме во театар и да погледнеме представа на ромски јазик, на нашиот мајчин јазик. Истиот тој јазик за кој што УНЕСКО постојано поменува дека се наоѓа пред изумирање, бидејќи државите не преземаат мерки за неговата заштита. Кога сме кај јазикот, да не заборавиме дека нашата држава, односно Филолошкиот факултет во Скопје, не вработеле ниту еден професор ром по ромистика во тогашната отворена катедра по ромски јазик. Тоа се мерките со кои нашата држава се грижи за ромскиот идентитет. Со тоа што нашите ученици немаат можност за изучување на настава по својот мајчин јазик, или пак да го учат како изборен предмет во основните училишта по сите градови низ државата. Со тоа што нема учебници по ромски јазик. И баш така, неважната алка на ромскиот идентитет, ромскиот јазик е предумирање, а нашата држава воопшто не се потресува за таквата реалност. Исто како што не се потресува и за веењето на нашето знаме по општините каде што живеат нашите роми. Но, да ви кажам искрено, ниту пак ние ромите се потресуваме премногу за ваквата реалност. Наместо да го кренеме гласот и да притискаме за промени, ние сме пасивни. Пасивни кон негрижата на државата, но исто така и пасивни кон нашиот придонес за развој на ромскиот идентитет. Така, се помалку го говориме ромскиот јазик помеѓу нас во нашето секојдневие. Наместо да говориме на ромски јазик и кога сите го знаат, ние одлучуваме да зборуваме на македонски, албански или на турски јазик. Навистина е реалност дека нашата држава не инвестира во ромските студии, но исто така е реалност дека и ние студентите роми не покажувавме интерес за студирање и обстојување на тогашната катедра по ромски јазик. Тоа говори дека немаме никаков однос кон заштита на ромскиот јазик. Исто како што немаме никаков однос кон празнување и одбележување на значајни датуми на ромската заедница. Па многумина од нас, освен 8 април, меѓународниот ден на ромите, не знаат ниту еден друг значаен датум на ромската заедница. Дали сте слушнали за 16 мај, денот на ромскиот отпор, или пак 2 август, денот на сеќавањето и одбележувањето на Холокаустот врз ромите? 5 ноември, светскиот ден на ромскиот јазик. Покрај датумите, се отргнавме и од нашите празници. Се помалку ги празнуваме празниците како што е Ѓурѓов ден, Ерделези. Празници кои што ги славевме со векови наназад и кои што представуваат нашето културно наследство, сега ги фрламе во заборав. Исто како што ги фрламе во заборав и луѓето кои што дале огромен придонес за нашата ромска заедница и се дел од ромската историја. Па ние да имавме однос кон нашиот ромски идентитет, на секој чекор ќе ги величавме големиот Чајп Јусуф, автор и преведувач, но истовремено заедно со Круме Кепески што напишал првата ромска граматика.
Бранислава Вајс, мајката на ромската поезија, или пак Есма Реџепова, ромската кралица на музиката, или Абди Фаик, првиот ромски политичар и ред други големи имиња. Но наместо да ги величаме ние денес, имаме роми кои што апсолутно не знаат за ваквите имиња. Имаме роми кои што не го знаат значењето на плавата, црвената и на зелената боја на нашето знаме. Имаме роми кои што не ја знаат целосно нашата химна Джелем Джелем. Имаме роми кои што не стануваат гордо со рака на срцето кога ќе ја слушнат нашата химна. Таквата реалност мора да се прекине. Без ромскиот идентитет, ромите ќе бидат оставени на ветриштата на асимилацијата. Без ромскиот идентитет нема да постојат ниту ромите. Треба да запомниме дека ромскиот идентитет е клучот за опстанокот на ромската заедница. Но јас верувам, и покрај притисоците и околноците со кои што се соочувал, постоел со векови, постои денес и ќе постои во иднина. Затоа што и покрај незаинтересирани роми, постоеле и постојат роми кои што се горди на својот идентитет. Роми кои што ги негуваат својата култура, историја и традиција. Роми кои што ги почитуваат важните настани, личности и датуми од ромската историја. Роми кои што се горди со своето знаме, химна и јазик. Едно од тие роми сум и јас. Горда ромка која бара да се приклучите и вие кон гордите. Да останеме победниците за обстојување на ромскиот идентитет, а не виновниците за неговото исчезнување. Затоа што само така ќе останеме живи во социјалната џунгла на човечкото постоење. Овем барикане рома, бахталов тото април, саеро менге ко са сто сумнал. Благодариме, Зера. Ромскиот идентитет постои и ромскиот идентитет е богат и убав. Сепак, за жал, на ромскиот идентитет му се заканува и чезнување поради негрижата од страна на државата, но и поради негрижата на ромската заедница. Тоа мора да се смени. Треба да бидеме горди на нашиот идентитет и сите заедно да се бориме за негово негување и заштита. Без ромскиот идентитет нема да постојат ниту ромите. Ромскиот идентитет е клучот за опстатокот на ромската заедница. Одговорност за негово негување има државата, но имаме и сите ние заедно. Четвртиот оратор е Емила Демовски од Куманово, студент на медицинскиот факултет на насоката за општа медицина, втора година при Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје. Ќе говори на темата "Ајде да бидеме промената што сакаме да ја видиме во светот". Повели Емил. Американскиот председател Џон Ф. Кенеди еднаш рекол: "Не ме прашувајте што направила државата за мене. Прашајте ме што може јас да направам за државата." Навистина убава, но и моќна мисла на Кенеди. Меѓутоа, ајде да не се лажеме. Ние сме далеку од неговите зборови. Ние секогаш првим прашуваме што направила за нас државата или пак заедницата. Многу поретко прашуваме што може ние да сториме за себе, за заедницата или пак за државата. И наместо да си ги поставиме овие прашања, ние постојано се жалиме. Постојано се жалиме за едни исти проблеми, евидентни проблеми. Немањето за гарантирано работно место, слабата финансиска ситуација, слабата инфраструктура во ромските населби, дискриминацијата, сегрегацијата, исклучувањата. Да, навистина вина во сево ова има и државата, но вина имаме и ние. Реалноста е дека ние често сакаме некој да ни подари нешто без при тоа ние да се потрудиме. Реалноста е дека ние не инвестираме доволно во себе. Ние не инвестираме во своето образование. И затоа сакам да ве прашам, дали некој друг е виновен за проблемите со кои што се соочуваме, доколку ние не превземеме ништо за нивното решавање? Дали е некој друг виновен доколку ние со завршено основно образование бараме директорски функции? Ние бараме од другите, ние бараме од заедницата, бараме од државата, но не бараме од себе. И наместо да се трудиме, наместо да инвестираме во своето образование, ние постојано бараме оправдувања. Оправдувањата зошто не инвестираме во своето образование ги слушаме секој ден во муабетите од типот на "немам пари да си го школувам своето дете",
едва спојуваме крај со крај. Треба со татко му на Гроздобер да оди. Исто така, сведоци сме дека во потрага по подобра иднина, голем дел од ромската заедница заминуваат во западноевропските земји, но за жал, тие не остануваат таму долго. По неколку години принудени се да се вратат назад во Македонија. И тука се јавува еден голем проблем – образованието на нивните деца. По враќањето во Македонија, тие се веќе повозрасни за неколку години. Тоа значи дека училиштето не може да ги прими назад, или пак ги тера да се вратат во прво оделение, што е неприфатливо за мнозинството. И така, оваа потрага по подобра иднина во Западна Европа на крајот резултира со уништена иднина на овие деца, бидејќи тие мора да најдат начин како да преживеат без завршено образование. Покрај парите, и љубовта представува оправдување зошто не инвестираме во образованието. Млади роми на 15, 16, 17 години се заљубуваат и влегуваат во така наречени сериозни врски. Па така, поради прекршување на традицијата, која што веќе нема никаква поента во 21. век, ваквите сериозни врски под влијание на родителите и на заедницата принудени се да се трансформираат во бракови. Влезот во брачните води воедно значи и излез од училишните клупи. И така, овие деца, наместо да ја градат својата иднина, тие истата ја уништуваат. Не можејќи да разликуваат што е добро за нив, а што не, тие стапуваат во бракови, кои што најчесто имаат краток животен век, па завршуваат и со развод. Но, тука не е крајот. Разводот најчесто е придружен и со новороденче. Станува збор за навистина бурни животни приказни, по кои што веќе враќањето во училишните клупи станува невозможна мисија. Покрај парите и љубовта, како оправдување се зема и односот на државата кон ромските деца. И мора да признам, за разлика од првите две причини, тука веќе имам разбирање. Факт е дека ромските деца најчесто седат сами на училишните клупи, само затоа што никој не сака да седи до нив. Факт е дека ромските деца се нарекувани со погрдни имиња кои што ни се познати на сите нас. Факт е дека наставниците наместо да реагират на ваквиот третман, тие користат нееднакви критериуми при оценувањето. Факт е дека паметни ромски деца се сместуваат во специјализирани училишта, затоа што не го знаат добро македонскиот јазик. За жал, сево ова е факт. Но факт е дека на ромите им се нудат многу можности во полето на образованието. И тоа можности кои други заедници ги немаат. Затоа, ние мора да се бориме за нив и да ги зграбиме овие можности без разлика на стереотипите во образованието. Па така, сведоци сме дека изминативе години државата финансиски им помага на ромите преку програмата за стипендирање. Оваа мерка мотивираше многу средношколци, а и студенти да продолжат со своето образование. Да не заборавиме, ромите се единствената заедница во Македонија која што добива стипендии за средношколци. И тоа дури во 5 категории. Тоа значи дека никој не е исклучен, дури ни оние со помал просек. Книгите се бесплатни. Тоа значи дека ни се достапни. И дополнително, овие пари може да ги користиме за други наши потреби. Праксата на позитивна дискриминација не завршува тука. Таа продолжува и во високото образование. Постојат национални квоти, со кои еден студент кој што е ром има предност да студира пред другите заедници. Со оваа мерка, еден студент кој што е ром има предност да студира иако има помал просек од некого кој што има поголем просек од него, но припаѓа на друга националност. Ромските студенти имаат право да добијат стипендии од дури 3 извори. Дополнително,
Да не забораваме ниту на невладините организации кои ни помагаат во студирањето. Преку најразлични проекти ни помагаат научно и културно да се издигнеме. Се во ова ни говори дека на нас ни се нудат многу можности во полето на образованието, но за жал, голем дел од нас не ги користат овие можности. Полесно ни е да се предадеме отколку да се бориме за нив и да ги користиме. И сега некој ќе ми го постави прашањето. Добро, а зошто е битно да ги користиме овие можности? Добро, а зошто е битно да вложуваме во своето образование? Па вака. Првин, образованието е лекот кој што ни е потребен на сите нас. Ние може да добиеме риба, но таа риба ние ќе ја изедеме и утре пак ќе останеме гладни. Но доколку научиме да ловиме, секој ден ќе имаме полна трпеза. Дополнително, доколку утре станеме адвокати, судии, психолози, доктори, луѓето поинаку ќе не гледаат, а и животот ќе ни се промени. Веќе нема да се грижиме дали ќе ни избркаат од работа, затоа што работиме државна работа, со редовна плата, со стаж. Ако гледаме глобално, добиваме нови кадри кои што понатаму ќе се борат за својата заедница. Дискриминацијата ќе се намали доколку имаме нас човек во институциите. Дискриминацијата ќе се намали доколку народот гледа дека ромите не се само цигани кои што знаат да крадат. Затоа, сакам да ви порачам да бидете промената што сакате да ја видите во другите. Ако сакаме промени во системот, мора да започнеме од самите нас. Шансите што ни се нудат во овој период од животот, веќе нема да се нудат пак. Ова е период од животот во кој што се бира професијата, а не маж или жена. Ова е период во кој што треба да сонуваме, а јас веќе сонувам. Сонувам дека еден ден ромите ќе станат еднакво интегрирани како и сите други заедници во Македонија. Сонувам дека еден ден ќе произведуваме кадри како и сите други заедници во Македонија. Сонувам дека тие кадри ќе се борат за својата заедница. Сонувам дека тие кадри нема да се срамат од тоа што се. Сонувам дека ќе се намали дискриминацијата. Сонувам дека веќе нема да не гледаат како крадци. Сонувам дека ќе имаме еднаков критериум за сите. Сонувам, но за да се оствари мојот сон, треба да делуваме сите заедно. Секој сам и сите ние заедно. Затоа ве повикувам, инвестирајте во своето образование и помогнете мојот сон да стане реалност. Верувајте, ова е сон за кој треба да се бориме. Ова е сон за кој вреди да се жртвуваме. Ова е сонот кој вреди да стане реалност. Благодариме, Емил. Образованието е лекот кој ни е потребен за сите нас. Во потрага по таквиот лек, најчесто ја критикуваме државата, но забораваме да видиме дека вина за таквата состојба имаме и ние. Бараме вина во државата, бараме вина во заедницата, но не бараме вина и во нас. А треба да знаеме дека ако сакаме промени во системот, тогаш мораме прво да започнеме со промени кај нас. Таквите промени треба да доведат до инвестирање во нашето образование. Таквото инвестирање ќе доведе до живот со помалку дискриминација, живот со помалку економска независност, живот со далеку подобра иднина за нас ромите. Петиот оратор кој што ќе ја затвори оваа ораторска вечер е Сефер Шакир од Тетово, студент на Факултетот за компјутерски науки, втора година при Универзитетот Југоисточна Европа во Тетово. Ќе говори на темата Кој сум јас? Повели Сефер. Здраво, добар ден. Како сте? Се надам дека добри сте. Јас сум... Кој сум јас? Знам, интересно прашање. Знам и смешно прашање. Но моментално немам одговор. Знам дека сум човек од крв и од месо, како и сите други луѓе. Но, интересно,
Имам забуна кој сум јас. Што сум јас? Ајде предлагам да ви ја раскажам мојата приказна, па може би крај на приказната ќе се сетам кој сум јас. Роден сум во далечната 1995 година во многу добра, скромна и кротка фамилија. Ромска фамилија. Бевме ромска фамилија, но во мало живеевме и со други фамилии. Албански фамилии, турски фамилии, македонски фамилии. Не знам зошто, но најчесто овие фамилии мислеа дека ние сме турска фамилија. Бев малечок, па си велав, веројатно бидејќи говориме и турски јазик. Но исто така и моите родители, пред да се излезем да си играм со другарчињата, постојано ми велеа да не кажувам дека дома зборуваме ромски јазик и дека практикуваме ромски обичаи. Така правев. Ги слушав моите родители. Но еден ден моите другарчиња почнаа да се фала дека се македонци, албанци, турци, срби. Па кога видов како гордо тоа го кажуваат, си реков во себе, па јас сум од ромска фамилија, и јас можам гордо да кажам дека сум ром. Така направив. Се наместив и гордо кажав, другарчиња мои, јас сум ром. Меѓу другарчињата настана тишина. Хаха, абе ти си циган, штом си циган ти мора да си крадец, питач, лаж го, крадец, питач, лаж го. Оди си дома, ние не си играме со цигани. Тогаш не знаев што значи циган, а и не знаев зошто вака ме навредуваат и не сакаат да се играат со мене. Зборовите многу ме повредија, но најмногу ме повреди што и мојот тогашен најдобар другар не можав да поверувам дека со тој другар што сме јаделе од иста чинија, сме спиеле во ист кревет, сме пиеле од иста чаша, реши да ме навреди само заради тоа што одлучив да кажам дека сум ром. Ме болеше, многу ме болеше. Почнав да плачам и со трчање заминав дома. Кога им раскажав на моите дома, и тие се налјутија. Ми рекоја, абе сине, нели ти рековме да не кажуваш дека си од ромска фамилија? Па не гледаш, ке те исмејуваат, ке те навредуваат со гадни имиња, нема да си имаш со кого да си играш. Затоа, сине, остави го дома ромскиот јазик, ромските обичаи, ромската традиција. Луѓето надвор го исмејуваат ромската музика и традиција. А јазикот го сметаат за смешен. Затоа, дома биди ром, ама надвор си не кажи им дека си турчин. Спаси се од дискриминација, изолација и навреди. Така направив. Запознав нови другари и на сите нив им кажував дека сум турчин. Кога ќе ме прашаат, што си? Јас им одговарав, турчин бе, не гледаш дека турски зборувам? Интересно, но моите беа во право. Податокот дека се представив како турчин ми донесе многу успеси во животот. Околината ме прифати, стекнав нови другари, македонци, албанци, турци. А во училиштето сите сака да си играат со мене. А наставниците постојано кажуваа дека сум еден од најдобрите ученици. Ги имав сите петки, бев среќен. Но, еден ден сватив дека мојата среќа е лажна. Во училиштето дојде едно многу убаво девојче. Се викаше Арлинда. Беше ромка. Беше толку убава, паметна и искрена. Имаше убава насмевка, убави очи, убава облека. Убаво зборуваше, убаво пееше, убаво се однесуваше. Но попуста, никој не сакаше да седи со неа во клупата. Никој не сакаше да игра со неа. А наставниците кои постојано мене ме фалеа, неа без никаква причина ја критикуваја. Тогаш дознав дека моите успеси се вештачки. Дека моите пријатели се вештачки. Дека мојот живот е вештачки. Се вратив дома, почнав да размислувам. Се прашав, зошто моите родители да се срамат од податокот дека се роми?
Па, тие се честни, вредни, скромни луѓе кои по цели денови работат само за да го прехранат своето семејство. Тие се одговорни луѓе кои навремено плаќаат данок и ги почитуваат законите на државата. Тие се многу добри луѓе кои никогаш, ама никогаш не навредиле. Напротив, секогаш помагале. Тие секогаш придонесувале за нашето мало и за нашата држава. Па тогаш се прашав, зошто да кријат од пријателите околината дека се роми? Не, вистинските пријатели околината има да ги прифати и да ги почитува како роми. Ако не е тоа така, тогаш станува збор за лажни, а не вистински пријатели. Ако не е тоа така, тогаш е проблемот во околината и во пријателите, а не во моите родители. Исто така си го поставив и прашањето, зошто да не го говорам гласно мојот мајчин јазик, ромски јазик? Па, тој е еден од најстарите јазици во Европа. Тој јазик се говорел уште пред нашата ера, а и покрај сите пречки се говори и денес. Тој е радосен јазик, весел, певлив, исто како што се прекрасни, весели ромските традиција, обичаи и култура. Нив треба да ги празнуваме и славиме, а не од нив да се срамиме. Сето тоа е дел од идентитет кој нашите предци со мака и големи жртви ги зачувале за нас. Кога помислив на моите предци, си го поставив прашањето, зошто да се срамам што сум припадник на ромската заедница? Што лошо ви има ромите направено за да се срамам што сум ром? Дали некогаш направеле геноцид врз некој народ? Кренале оружје против својата држава? Ширеле дискриминација, рацизам, фашизам? Вршеле асимилација, сегрегација, изолација на други народи? Не. Напротив, другите народи тоа ни го правеле на нас, ромите. А ние ромите, одлучивме да бидеме мирен народ. Народ лојален на својата држава. Народ кој градел мир и сошивот со другите народи. Народ кој се борел за слобода. Народ кој се борел против неправда. Снаодлив народ кој секогаш наоѓал решение за тешкоти и во околноста. Народ кој секогаш давал нова шанса. На таков народ треба да се биде горд, а не да се срамиш од него. И така, таа вечер, да бидам искрен, дојдов до многу одговори. Но исто така, дојдов и до најважниот одговор во мојот живот. Дојдов до одговорот на прашањето кој сум јас. Јас сум Сефер Шакир, роден во ромска фамилија, кој говори и ја сака ромската традиција, култура и обичаи. Јас сум ром, јас сум среќен што сум ром, јас сум горд што сум ром. Месијум барикано ром. Благодариме, Сефер. Често ромите во нашето општество заради страм, сраф од изолација и дискриминација одлучуваат да го потиснат својот ромски идентитет и пред околината да се прикажуваат како припадници на друга етничка заедница. Таквата одлука за ромите е следена секогаш со прашање кој сум јас. Вистинскиот одговор на ова прашање секогаш завршува со одговорот дека ромите не треба да се срамат од својот ромски идентитет. Овој говор не учи дека околината треба да ги прифати и интегрира ромите како еднакви граѓани во нашето општество, бидејќи ромите секогаш биле мирен народ. Народ лојален на својата држава. Народ кој градел мир и соживот со другите народи. Народ кој се борел за слобода, народ кој се борел против неправда, снаодлив народ кој секогаш наоѓал решение за животот во тешки околности. Верувам дека нашите оратори испратија јасни пораки до целиот ромски народ. Во Македонија, но и пошироко. Во секој говор има порака која треба да не поттикне и да се запрашаме, да размислеме, но и да делуваме. Само на тој начин можеме да бидеме активни чинители за промените што сакаме да ги видиме утре. Преминуваме во вториот дел од настанот, каде ги доделуваме благодарниците на јавните говорници и оратори. Во знак на заблагодарност на сите студенти им доделуваме благодарници во посебна чест. Да ги прочитаме нивните имиња, затоа што нивните говори денес ќе оставаат траг на нашата заедничка иднина. Филиза Мусовска,
Алит Мамудовски, Зера Аметова, Емил Адемовски и Сефер Шакир. Пред самиот крај, имаме една порака до сите вас, да ја почитуваме и вреднуваме нашата историја, култура, традиција, јазик, бидејќи тоа не дефинира како нација која треба да делува заеднички, да се обединиме под една визија во боите на нашето знаме и да делуваме храбро за да оставиме белег за нашите идни генерации. Почитувани гледачи, ви се заблагодарувам што не следевте и што бевте заедно со нас во овој момент. Се надевам и очекувам следната година ќе го обележиме Меѓународниот ден на ромите како што го обележуваме во принцип секоја година. Ви посакувам пријатна вечер.